Кога бев мал, бев онака најмладиот во семејството, брат ми и сестра ми, нели, постари од мене, и некако имав некое чувство на некоја безпомошност и осеќав као да не ми се слушаше гласот и, нели, ти си најмалиот, остај, не можеш да го направиш тоа, остај, седи таму, чути, ти си најмал, знаеш, онака, некои работи ми влегоа во глава и тоа што го имав тоа влијание од такво обкружување, да речеме, и потоа кога отидов во школо, нели, основна школа и се дружев со погрешни луѓе, онака бев многу наивен и некако као да не бев доволно вреден, онака, имав голем недостаток на самодоврба и бев онака што се вика мувле, као ништо не свеќа, никој не ме свеќаше сериозно. Воедно кога имав ниска самодоврба, едноставно работев и кај лоши газди, онака не се ни почитував себе си и влегував во некои лоши токсични врски, другаров со некој ептен лош тип на луѓе и некако мислам дека тоа произлегува од кога немаме самодоврба, кога не знаеме што сакаме, што правиме и едноставно влегуваме во такви некои лоши мрежи и затоа сега сакам со ова видео да ги разјаснам тие работи што доведуваат до тоа и како да си ја повратите самодоврбата или па ако ја немате да ја создадете онака на ваш начин. Првата точка е прашајте се себе си како се чувствувате во близина на одредени луѓе. Имав едни 20 другари порано, онака ми беа као best friend, се дружев со нив онака поединетно, се да не ги именувам, нели? И некако као они да ми беа газди, онака ја ги слушав све, ми влијае да не учам во школо, правиме некои лоши бели со нив. И не само тоа, туку она што сега го размислувам од оваа гледна точка, јас се осеќав навистина лошо со нив. И се осеќав онака деон, ме правеа деон, некако самата енергија беше како они беа над мене, ја бев под нив. Исто и они други другари што ги имав, некако цело време со начинот на кој ќе ти дофрла некоја шега или самата енергија што ти со тие луѓе, се осеќаш као гомно едноставно и сега по најново онака, по најново верување, по најново сваќање, кога запознавам нови луѓе, кога сакам да соработувам со некој и така натаму, прво гледам каква енергија има човека. Знаете, онака, енергијата не е нешто што се гледа. Тоа е нешто што се осеќа. Јас самиот не знам од кај доаѓа таа енергија, не знам кој ја создал таа енергија, меѓутоа верувам дека постои, 100% сум сигурен дека постои и кога ќе видам сега некој човек, дали не знам продавница или кај било буквално, му осеќам енергија на онака, гледам дали има некои добри намери, нема добри намери и генерално она што твојот gut feeling што го имаш, никогаш не те лаже. И ако осеќаш дека нешто не е добро и не се осеќаш онака слободен, дали во таа врска, дали со ово пријателство и така натаму, ако осеќаш некој немир во тебе, ако се осеќаш осамен во друштво на тие луѓе или во друштво на таа особа, едноставно тоа не е за тебе, знаеш. И не се исплати никогаш за пари да соработуваме. Имам приметено кога и покрај сите мои знаци дека таа личност не е добра за мене и ќе одам со главата во зид, едноставно се случуваат некои лоши работи, се осеќам лошо, онака, и ми треба долг период за да можам да си ја повратам енергијата, онака, се викам, не можам веќе да си го дозволам тоа, онака, не смеам да дозволам да сум во близина на луѓе кои што не ме почитуваат или кои што имаат лоша енергија и едноставно тогу ме седат што ми треба, како што реков, долго време да си ја повратам енергијата и некако не се исплати. И милион евра да ми дадат, не се исплати ако се осеќаш како гомно, нели? Еве сега Австралија сум, а моментално имам некоја мала финансиска криза и не се враќам на градежништво, онака, не се враќам фул тајм на градежништво, едноставно таа професија ме прави да се осеќам како гомно и луѓето со кои работам таму претежно се осеќам како гомно со нив. Едноставно нивниот начин на живот, како они пијат, пушат, се дрогираат, не знам, не се културни, се дерат и така натаму, тоа едноставно не сум јас. И нели, намислата е убава, 450-500 долари на ден, меѓутоа навистина не ми се исплати да одам таму за таа енергија. Подобро би седел, би снимал, би правил нешто друго, отколку да одам таму. Сакам да ви кажам колку е важно, нели некој ќе рече, добра плата брат, оди таму или
ова убава девојка или ова убаво момче, оди со него. Не, енергијата ќе ти каже дали таа е за тебе или таа работа е за тебе. Ако ти се осеќаш добро, ако имаш само добро во тебе, ти се креваш, стануваш попаметен, ти се случуваат убави работи, тоа значи дека си во друштво на убава енергија. И тоа е нешто непроценливо, и не се мери во пари, во нешто, едноставно тоа е таа, што ја нарекувам јас, врска на универзумот, и држите се до тоа, бидејќи тоа ви тоа е она што ви треба на вас, тоа е вашиот лек, едноставно. И таа енергија ве дигнува и вие ги дигате и на нив, едноставно заедно правите некоја симфонија, заедно правите некоја синергија на убава енергија и се раѓаат и убави проекти, се склопуваат убави пријателства, има убави соработки, не знам, романтични врски, се онака полни со самодоврба, со поддршка, со убави моменти, со создавање на принова и така натаму. Едноставно, тоа е тоа, енергијата никогаш не лаже, едноставно кога сте во близина на некоја личност или па работите некоја работа, приметете, гледате, анализирате како се осеќате. Ако имате убаво чувство, тоа е за вас. Ако немате, бегајте. Океј, точка број 2. Читајте биографии од успешни луѓе. Зашто го кажувам ова? Сметам дека сите тие луѓе што се успешни поминале низ многу работи, нели? И како е ова сега поврзано со вредноста на самиот себе. Сега, она што мене ми се случило, бидејќи имам прочитано многу биографии, и кога сум се наоѓал во некои такви тешки ситуации или пак кога сметам дека нешто е невозможно и така натаму, едноставно кога ќе прочитам, кога ќе ми текне, пошто обидно ги меморизирам тие фрази, реченици од такви биографии, и толку многу се исполнувам со оваа енергија, толку многу сваќам дека не сум сам, дека како да сум во соба со тие луѓе, како да се дружам со тие луѓе, бидејќи нели книгите понекогаш ги пишуваат од прво лице, нели? И однака си како, вау, тој човек го направил тоа, поминал низ тоа, да, и јас сум поминал низ тоа, јас сум бил во слична ситуација, не знам, пример ќе ви кажам мал, 50 Cent, неговата биографија, нели, кога требаше неговиот прв албум да излезе, го испука едноставно човекот и едва и преживеа, и тој издавачката која што му беше, го тргнаа од тоа, едноставно му дадоа отказ и така натаму. И човекот онака вика, лежам ке баба ми и дедо ми, сел онака ме боли рани целиот сум, и толку бев среќен и толку му се смени животот, што буквално почнал да не се грижи за пари, да не се грижи за фейк пријатели, да не се грижи за часовници или за ланци, не знам што, туку едноставно создавал музика, а пази, во истото тоа време и го барале да го убијат. Колку е тоа страшно, нели, се живее под таков притисок. И човекот правел песни и со самите тие песни ги дистрибуирал приватно, онака, на улица преку пријатели ваму таму, и он станал популарен на улиците, онака, од самиот се кренал, што се вика, од како феник од пепелта, од мртвите, што се вика, и самиот со помош на неговите пријатели, он станал познат, едноставно излегол од таа ситуација, го испукале човекот, преживеал и сега создава и прави. Еве пример, јас моментално спијам во кола, онака живеам во кола одреден период од X причини и онака создавам, еве, влогови правам и некои планови правам за во иднина, еве ќе студирам сега и ќе работам некад парт-тајм и вежбам од тератана, се хранам здраво, онака депресија немам, фала Богу, се осеќам многу добро, многу позитивно и си викам, вау, онака се споредувам мојата ситуација со неговата и тоа ми помага, ми ја дига мојата вредност, наставно се осеќам многу добро, бидејќи сваќам дека имам и сила да продолжам, имам сила да се изборам со животните предизвици, имам сила да се борам со тие, да не ме допираат тие лошите коментари, имам сила да верувам во мојата цел, имам сила да верувам во мојот сон, дека ова што го правам вродува со плод, бидејќи други луѓе поминале низ истиот пат. Знаете, онака ми дава некоја поддршка што се вика од тие луѓе што се успешни. Затоа реков, читате биографии на познати луѓе, бидејќи ќе се најдете во одреден дел од животот во такви слични ситуации и самото тоа што и они го имаат поминато тоа, и вие ќе се осеќате помалку осамено, ќе се осеќате
убаво и ќе се осеќате дека припаѓате како дел од некоја човечка раса која е отпорна, која е упорна и која е тврдоглава да успее и така натаму. И точка број 3, дознаеш што сакаш, а што не сакаш. Сега, ова е многу корисно, бидејќи што повеќе знаеш што сакаш, ќе имате поголема самодобрба. И нема да дозволувате Јанко Петко или Јана Станка да ви кажува што да правите со вашиот живот. И многу пати сум се наоѓал во такви ситуации каде што ми кажувале, еј брат, не ти е добра облекава, не ти е добра фризурава, што знам, таа работа не е за тебе, или брат си се дебелил, не знам што. И на крај кога ќе го заземеш твојот став, кога ќе веруваш силно во себе и кога нема да им дозволиш на тие мрсулци да ти кажуваат дали изгледаш вака или така, едноставно луѓето као се далечуваат од тебе, онака се почнува да се плашат од тебе, као еј, види го овој има став, знаеш. И многу пати ќе рече некој, леле брат, лошите се патикиве, па ја ќе им кажам, па и твоите патики се лоши, па и ти не ми се допаѓаш на мене, као нешто онака им кажам директно, ми е гајле веќе за нив, као кој ве ебе едноставно, знаеш онака, знаеш што сакаш, едноставно не може некој да ти кажува, еј, јади го тоа јадење или као да немаш твое јас. Кога ќе имаш своje јас, ти се работуваш по твои правила. И кога ќе рече некој, ќе се обиде да ти ги премине тие граници и така натаму, ти веќе знаеш кои се твоите граници. И многу пати сум видел дека кога не попуштам, кога си стојам на моето, кога си имам правила, мои стандарди и така натаму, луѓето едноставно ти даваат простор, онака, не ти се мешаат толку многу и тоа се вика како покажување забешот, се вика едноставно тако во овој свет. Ако покажеш слабост, ќе манипулираат со тебе, нели? Ама кога ќе покажеш дека знаеш што сакаш и ако си пејач, да речеме, и ако речат, еј, аба оваа песна не е добра, бата ли ти не знаеш да пееш, колку случаи имало каде што луѓето ќе продолжат да го прават тоа и се надоградуваат и стануваат подобри и таа песна станала хит или нивниот фешн бренд станал познат и така натаму. Едноставно верувам дека довербата во себе е многу корисна и ако имате онака реалити чек да знаете кога сте погрешиле, да примете конструктивна критика, тоа е веќе друго, но меѓутоа не сме никој да ви кажува што да правите ако вие силно верувате дека тоа што го правите е правилно, нели? И на тој начин ги елиминирате фактички тие што ги викам ја мрсулцовци, луѓе кои не веруваат во вас, луѓе кои ве потценуваат, кои не ве почитуваат и оставате простор за луѓе кои што ги знаат вашите граници, знаат што сакате, ве почитуваат поради тоа, а и на крајот денот не е многу важно што мислат другите, се додека ти тоа што го правиш веруваш дека е правилно и корисно за општеството и за тоа правиш убава работа. И вие сте онака комплетно свој во своја кожа, онака комплетно се сакате себе си на начинот на кој што сте и не ги следите, не знам, параметрите и стандардите на убавина, не знам, порано, леле, имав лоши уши, сакам да правам операција, пошто сакам да изгледам како тој. Денеска едноставно не се споредувам со никој. Јас сум уникатен, јас сум најубав, најпаметен и така натаму, со одредена доза на реалност. Едноставно се сакам себе си, онака, се обожавам себе си. Не се споредувам веќе со никој, ни манекен, ни овој пејачот, или некој ако се обидува да деградира вашата вредност во врска или во пријателство, одма у старт сечете ги тие луѓе. Ако еднаш ви направиле такво нешто, се осмелиле да ве деградира на било кој начин, дури 1%, одма ве советувам да ги сечете тие луѓе, да си имате онака cancer free life. Едноставно не ви требаат такви луѓе кои ги ебе едноставно.